драги пријатели. Овој циклус на карантински беседи, во кој ги изучуваме псалмите, не би бил целосен, би бил многу сиромашен, доколку во него не биде вклучен псалмот кој со право го нарекуваат бисерот во зборникот псалми. Станува збор за псалмот 23, кој во ова беседа ќе го наречеме псалмот за пастирот на човечките души. Во овој псалм авторот, употребувајќи го сиот раскош на својот поетски израз, една богата имагинација и живописен јазик, ни ги открива благодетите кои Бог, или добриот пастир, им ги нуди на сите оние кои припаѓаат на неговото стадо. Се претпоставува дека авторот е Давид и е пишуван во мигови кога бил прогонет од тронот од страна на Авесалом и тој истуштен од крењето во јудејските пустини, обкружен од дезориентирана армија, наоѓа утеха во добриот пастир. И затоа псалм послужил како извор на утеха за безброј христијани, безброј верни луѓе воопшто, кои во долгата човечка историја честопати е исполнета од трагични мигови. Го пееле мажите кога оделе во војна, го рецитирале верните луѓе кога биле прогонувани од нивните домови заради верата, а со него се храбрили христијаните кои биле фрлани во арените со лавови. И можеме да кажеме со увереност дека овој псалм може да пружи нуди голема утеха и сосем адекватен и за времето во кое живееме денес, време на стравови, на несигурност, на неспокојство, време во кое многу луѓе се завиткаа во темнина поради загубата на ближни. Статистиката во Њујорк кажува дека секојдневно умираат 2 пати повеќе луѓе од вирусот, од коронавирусот, отколку од сите други причини за смрт заедно. Така да, овој псалм кој им служи на најдлабоките духовни нагони може да биде извор на сигурност за секоја душа, за секој човек, за сечи живот. Ете да видиме како Давид го опишува Бог како добар пастир. Меѓу другото, во овој псалм среќаваме 2 метафори за Бог. Едната онаа позната за Бог како добар пастир кој доминира во поголемиот дел од псалмот, меѓуто има и една друга метафора во последните 2 стиха, во 5 и 6 стих. И тоа е метафора за Бог како добар домакин, како гостопримлив домакин. Но прво ќе се запознаеме со првата метафора, метафората за Бог како добар пастир. И двете метафори, посебно оваа, се земени од древниот контекст во кој живеел Давид и е блиска, многу е блиска за самиот Давид, зашто и тој бил подолго време овчар во домот на неговиот татко. Неговите постари браќа извршувале поодговорна работа, биле војници во војската на Саул и се бореле таму со филистимците. Додека Давид како најмал ја вршила на најнезначена работа, бил овчар, меѓутоа Бог го гледал неговото срце, неговата грижа која покажува кон стадото и го поставува како одговорен, го поставува како цар на Божиот народ, го поставува како пастир, како човек кој треба да го пасе Божиот народ. И сите овие слики кои ни ги представува во овој псалм се блиски за псалмистот, тоест се дел од неговото искуство како еден добар пастир во стадото на неговиот татко. И што пишува за Бог? Започнува со првиот стих со зборовите: Господ е мојот пастир, ништо не ќе ми недостига. Во оригиналниот текст оваа фраза не ќе ми недостига би можела да се преведе како ништо не сакам повеќе. Господ е мојот пастир и не сакам ништо повеќе. Не ми треба ништо повеќе, зашто во Бог имам се. Во животот има само 2 опции. Или Бог е
нашиот пастир и тогаш ништо нема да ни недостига, или некој друг или нешто друго е нашиот пастир и тогаш има на целосна незадоволеност. Ако во нас царува празнина, саменост, очи, фрустрираност, тогаш сигурно Бог не е нашиот пастир. Ако некој друг или нешто друго го паси нашиот живот, тогаш нема да има задоволеност. За некој луѓе кариерата е пастирот. Кариерата носи постојано неспокојство. За други образованието е пастир. А образованието резултира со една постојана заблуда. За некој личноста, некоја личност е пастир. А на крајот, довербата во луѓето води кон незадоволеност и кон празнина. За некој пак пороците се задоволството или нивниот пастир. А пороците со сигурност го претвораат животот во урнатина. Ако Бог е нашиот пастир, ништо повеќе нема да посакаме, зашто ништо нема да ни недостига. Но за да биде Бог наш пастир, за да станеме дел од неговото стадо, треба да осознаваме дека сме овци. Тоа звучи навредливо. И противниците на верата, противниците на христијанство, противниците на Библијата си смеваат на таквата метафора. Зашто навредливо е да се поистоветуваме со овците. Луѓето го употребуваат зборот овца кога сакаат некого да повредат. Но, бидејќи тие се глупави, можеби не глупавите животни, а згоро на тоа и мирисаат. Тврдоглави се, не знаат да се заштитуват. Кога ќе остана сама, без грижда на овчарот, таа е целосно безпомошна. Не би преживеала ни една ноќ сама. Мизерни се, како суштества. И Библијата ме нарекува мене овца, ме деградира како личност. И тоа е големо понижување. Но ако сме реални, ќе признаеме дека во духовен поглед не сме ништо повеќе од една обична овца. Извалкани сме од гревот, мирисаме, безпомошни сме и сме премногу глупави за да ја видиме таа реалност дека само Бог може да не води во животот. Препуштани сами на себе, со сигурност завршуваме во агонијата на адот. Објективната состојба на човекот реално и без задршки ја опишува пророкот Исаја во неговата пророчка книга во 53 глава 6 стих, кога вели: сите ние бевме заблудени како овци, секој си одеше по својот пат. И кога гледам искрено на себе, во себе откривам онаа самоубиствена тенденција на самодоволниот индивидуализам, кој не прави празни. Зато можам да бидам сигурен и задоволен во овој живот, ако бидам овца во стадото на добриот пастир. Зашто тој нуди совршено обновување. Последниот стих вели: тој ме одмара на зелени пасишта и ме води на тихи води. Она што и треба на една овца е убаво, сочно, зелено пасиште и тихи води, мирни води. Овцата не може да пие од распрнувана вода. Потоа од која ќе се најде, ќе се напои, легнува и одмара. И таа е задачата на пастирот. Да ги поведе овците на сочна ливада и на тивки води. Така овцата се наситува и се освежува. Сега ова може да звучи така многу материалистички, погледнато на нас, на самите нас, и од тука произлегуваат оние просперитетни учења според кои Бог ни дава у изобилие се што ни треба материјално. Меѓутоа, вистината дека Давид овде говори за една друга грижа, за едно друго обновување и освежување, што во продолжение вели: ја закрепнува мојата душа. Ние сме нешто многу повеќе од овците. Нам не ни треба само храна, вода, спиење, нам ни треба нешто многу повеќе.
Ни треба нешто што ќе ја закрепнува нашата душа, ни треба нешто што ќе ја обновува и освежува душата, човекот, внатрешниот човек во нас. Како што пастирот се грижи да обезбеди се што треба за една овца, така Бог дава се што е неопходно за оној вечен елемент во човекот, за неговата душа. Тоест, она незадоволена празнина во човекот која луѓето ја запоставуваат, ја забораваат и дури воопшто не се свесни за незиното постојање. Душата на оној што го има Бог за свој пастир е наситена, постојано, одморена е, освежена. Светот ја познава таа празнина и нуди алтернатива, нуди сурогати за душата. Алтернативи на божествената храна. Може тоа да биде религија, филозофија, може да биде некакво учење, со намера, со обид да се задоволи внатрешниот човек, меѓутоа, сета таа понуда е само како една слама. Слама во споредба со онаа сочна, духовна храна што ја нуди Бог. И на крајот таа човечка алтернатива води до истуштување, води до закршлавување на внатрешниот човек. Тоа останува празен. Современиот човек постојано е бомбардиран со реклами кои нудат нов производ, кој наводно, дефинитивно треба да го реши проблемот со потребите, меѓутоа незадоволеноста се останува во човекот, зашто само Бог може да ја задоволи душата. И давајќи се што е потребно, таа се обновува. Што е да правиме? Какви мерки да превзимаме? Нашиот надворешен човек, нашето тело, старе. Незапирливо старе. Секој ден чувствуваме како слабее. Се појава нова брчка, ново бело влакно, нова болка во телото, меѓутоа, бидејќи Бог е нашиот пастир, внатрешниот човек се обновува. Како што вели апостол Павле во 2 Коринтини 4:15. Затоа не се истуштуваме, па и ако се распаѓа нашиот надворешен човек, внатрешниот се обновува од ден на ден. Секојдневно се обновува внатрешниот човек. Тој станува помлад и помлад. Понатаму продолжува Давид и вели: и ме води по патот на правдата. Тоест, Бог дава едно совршено водство. Зборот пат, за кој што пишува овдека Давид, буквално значува безбедна и проверена патека. И кога кажува ме води по патот на правдата, всушност Давид вели ме води по проверени, по сигурни патишта. Грижата на пастирот не се сведува само да го доведе стадото до пасиштето и до водата, туку да најде безбедни пасишта како да се стигне дотаму. И во таа смисла овој збор пат, што го употребува Давид, збори за патека која веќе е изодена, која веќе е изгазена, пробиена, сигурна е. Не ги води овците по дупки, по бездни, по грмушки, туку по сигурни, проверени патишта. Овчот ги знае сигурните патеки, тој поминувал низ нив и затоа овцата може да се довери целосно на неговото водство. И тоа е второто нешто што ни го кажува овдека Давид за Бог. Тој задоволува една многу важна потреба на човекот. Потреба од мудрост, од водство, од раководство. Потреба од сигурни патишта. На Бог можеме да му ја довериме иднината, зашто и водството, зашто тој може да не води, тој не води по сигурни патишта. Ни дава едно сигурно раководство. И тоа е целото на Библијата, тоа е целото на Божјото Слово. Да ни покаже начин на живење, да ни даде модел на живот, да ни покаже принципи, вредности кои се добри, кои формираат еден добар живот, добро живење, кои ни помагаат да избереме правилни нешта, кои ни даваат основа за добро раководство во животот. Бог не води по добри патишта, патишта на правдата, патишта кои водат кон правда, патишта кои водат кон праведност, патишта кои не водат кон праведното царство на Бог, патишта кои на крајот завршуваат со вечен живот на правда. Бог како добар
Пастир на човечката душа ја води кон проверени сигурни патишта на правдата. Кога се препуштаме на Божјото раководство, имаме сигурен водач. А како можеме да бидеме сигурни во сето тоа? Давид во додаток вели, и сето тоа го прави. Тој не води, не згрижува, не снабдува, не задоволува, не обновува заради своето име. Бог се повикува на својата репутација. Што значи дека Бог го прави сето тоа заради своето име? Заради својот, со други збори, Бог го прави сето тоа заради својот авторитет. Зборот име всушност значи репутација. Кога некој се слави со добро име, значи дека се слави со добро мислење. А тоа добро мислење за овчарите се гради според неговото стадо. Показателот за тоа колку е добар еден пастир, колку е добро неговото име, е неговото стадо. Ако овци се нахранете, изгоени, здрави, на број, не му умираат, не ги губи, тогаш пастирот има репутација на добар пастир. Ако ги губи овците, ако умираат од глад, значи дека имаме работа со надговорен пастир. Бог, како гаранција за своите ветувања, ја заложува својата репутација. Затоа можеме да бидеме убедени дека ќе не води, бидејќи од тоа сушност зависи неговата репутација на добар пастир. Во продолжение, авторот говори за заштитата, совршената заштита што Бог, како добар пастир, ја нуди на неговите овци. Вели, кога би тргнали по долината на смртната сенка, нема да се исклашам од злото, зашто ти си со мене. Авторот има сигурност дека дури и во долината на смртната темнина или сенка, а буквалниот превод на таа долина е долина длабока темнина. И се среќаме на други места, како Амос 5.8, Исаја 9.2, Псалм 44.19. Всушност, називот или значењето на таа долина асоцира на смртна опасност. Во таква опасност, впрочем, се наоѓа Давид кога го пишува овој псалм. И со други зборови, Давид не вели, нема место за страв. Нема место за страв дури од смртта, бидејќи Бог е присутен. Бидејќи Бог е со мене и тогаш и во смртта. Никогаш нема да те напуштам, ветил Бог. Нема да те заборавам. Тој го пише во Евреи 13.6. Тој секогаш е со нас и неговиот жезл и неговата палка, вели Давид, ме успокојуваат, носат спокојство. И овие две средства, што овде ги изнесува Давид, се од арсеналот на инструменти кои ги користи пастирот, овчарот и секако нудат заштита. Заштита за овците. Жезлот е оној дебел и тежок стап што го потребувале пастирите за да се спротистават на грабливите птици, на животните, тоест го чува со нив стадото. Со жезел овчарот не ги тепа овците. Другиот инструмент, палката, е оној потенкиот, полесниот стап кој е извиткан како кука на едниот крај. Тој секогаш бил во раката на пастирот и служил претежно да ги извлекува животните од опасности, од кога ќе западне овцата во некоја дупка, да ја фати за ногата и да ја повлече. Но честопати бил користен и да се почукнат малку овците кога ќе тргнат на погрешни патишта. И така да спречи незгода. Со други збори, пак палката, дури кога ја почукнува овцата, е за нејзина заштита, за нејзина сигурност. Бог на дисциплина, знае да не дисциплинира понекогаш. Знае да не чукне со неговата палка. Не изгледа пријатно, но на подолг рок носи успокојување. Искуството секогаш покажува дека во моментите кога сме биле помалку удрени од таа Божја палка, на крајот сме разбирали дека било за наше добро. За да ги направи прави нашите патеки. И зато Давид вели, жезлот и палката ме успокојуваат, Боже. Зашто
со него секогаш е Божото присуство кое го штити од непријатели, го штити од опасни ситуации. Добриот пастир носи заситеност, одмор, обновување, сигурно водство во животот, но и заштита. И со тоа ја заокружува првата метафора. Метафората за Бог како добар пастир. Во 5 и 6 стих имаме друга метафора, која повторно е земена од древноста, метафора за гостопримливиот домаќин. Кога Давид бегаше во пустината од Авесалом, тој пристигна во Маханаим, беше преморен, беше гладен, жеден, и таа случка опишена во втората книга на Самуил, 17 глава, од 27-29 стих. И тогаш 3 гостопримливи семејства донесо чаршаф и садови, изобилна храна и го покажа своето гостопримство пред Давид како прогонет човек. И таа сцена некако е вклучена на крајот на овој псалм. Тоа е метафората во која Бог е откриен како гостопримлив домаќин. И таа, како што кажеш, е земена од древната култура, од древните семитски, блискоисточни обичаи, според чии закони за бедуинството, која ќе најде некој патник, особено ако е прогонет, особено ако е во животна опасност, и тој ти дојде дома, домакинот има должност да го нахрани добро, да му понуди гостопримство и да го заштити од напаѓачите, тоест да ја штити неговата сигурност, неговата безбедност. И немало посигурно или поудобно место за бегалците од гостопримливиот дом, особено ако домакинот бил некој мокен човек, некој угледен, почитуван. Во таа смисла можеме да ја разбереме грижата што ја покажуваше Лот за двајцата мажи, тоест ангели, кои дојдоа кај него во Содом, тоа опишено во Битие 19 глава, и кога жителите на Содом разбраа дека има гости, двајца мажи, тие се собраа и бараа да им ги даде за да будствуваат со нив. И тогаш Лот направи се да ја обезбеди сигурноста, заштитата на тие двајца ангели, дури и беше спремен да ги понуди своите ќерки девици за да ги заштити гостите. И тој им рече да не им направи ништо на луѓето. Ги молеше луѓето да не им направи ништо на тие двајца гости, кои, како што тој вели, дојдоа под сенката на мојот покрив. Така да Бог овдека, според тие обичаи древни, е представен како добар домаќин кој нуди гостопримство и сигурна заштита на прогонетите. Вели, се приготвил пред мене трпеза пред очите на моите непријатели. Засунат во покривот на Севишниот, Давид се чувства сигурен. Бог му поставил богата трпеза, а тие, непријателите, можат само да кружат наоколу и никако не може да се допрат до него. И Давид се наоѓа на трпеза која нуди се, храна, покрив, дружење, заштита. Нуди внимание, едно гостопримство во кој Бог покажува не само грижа, туку и великодушност, покажува и почит. Вели, си е помазал главата моја со миризливо масло. Миризливото масло со кој биле помазувани гостите бил посебен знак, сигнал на почит. Не секој гостен бил помазуван. Обично домакинот го правил тоа кон оние на кој сакал да им покаже посебно внимание. Во домот на Бог ние сме помазани со миризливо масло. Ние сме специјалните, посебните гости на кои што тој покажа посебна чест. И не само таква почит и чест, туку и дарежливост, вели, чашата моја се прелева. Таа не е полна до половина, не е полна 2/3, не само малку полна, туку дури се прелева. Со тоа Давид говори за еден гест на дарежливост кој што е покажан од домакинот, од Бог. Така да во тој шатор, Божи шатор на Севишниот, неговите штетеници уживаат изобилство, целосно задоволување. Им се покажа и почит и апсолутна сигурност.
Имајќи го сето тоа, во претводен заклучок на крајот, Давид вели: само добрина и љубов ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот. Само добрина и љубов, бидејќи јас сум во домот, јас сум во шаторот на Севишниот. И бидејќи сум снабдувана од него, заштитена од него, згрижена од него, осигурена од него, само добрина и љубов ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот. Зборот ме придружуваат буквално значи ме гонат, ме следат. Тие постојано се неизбежно со мене. Како некој што те прогонува, така ме прогонуваат добрината и љубовта на Бог. И тоа не еден ден, не еден час, туку за секогаш, вели, во сите денови на мојот живот. За разлика од порано кога Давид бил следен од непријатели, сега тој во Божиот дом е следен само од добрина и љубов. Во сите денови на животот. Има една древна поговорка, елинска, во која се вели дека гостот е како рибата. После 3 дена почнува да замирисува. Во нашата современа верзија е дека за секој гостин 3 дена е доволно. Но не е така во Божиот дом. Бог е домакин кој нуди гостопримство за секогаш, преку сите денови. Додека сме живи во целата вечност. Затоа Давид на крајот, во последниот стих, го декларира, свечено го изјавува својот избор, своето решение. Вели, ке престојувам во домот Господов за секогаш. Решава да остане таму во целата вечност. И верувам дека тој, иако е псалм е напишан пред повеќе од 2500 години, тој уште е таму. Тој уште е во Божиот дом, во вечниот дом, во вечноста, се наситува од благодатите во Божиот дом. Давид направил добар избор. Кој е твојот избор? Кој е твојот дом за целата вечност? Во Божиот дом има наситеност. Во Божиото стадо има задоволеност. Добрината и љубовта секогаш ќе не следат единствено ако решиме да бидеме во Божиото стадо и да живееме во Неговиот дом за секогаш. Амин.